премиера заедно со новинарот Милан Банов, ја режираше токму Ацо Алексов и од тогаш изградивме една така блиска релација, во која се дружевме за време на предпродукцијата, подоцна и кога драмата беше направена, така да бевме во една релација и што се вика на една прегнантна, една уметничка и творечка некоја состојба. Војдане, подоцна што направиш, подоцна. Не давај го револверот никоме, јасно? Ацо многу работи, поготово у серијата Умни глави, го ги решаваше со движењата унутар кадрот, што е многу специфично и многу интересно за мене како монтажер. Бев во екипата на Светло со покојни Љубе Александров. Со Ацо соработувавме многу добро, бидејќи беше многу сериозен, одговорен и многу строг. Јас велам дека Ацо Алексов беше прав во толкувањето на улогата. Затоа што и мене во некои моменти ми иде да ги фрлам сликите на масата и да речам тоа беше мојот живот. За Ацо можем да кажем само се најдобро. Она на што му беше најмногу посветен и во кој можеме да најдеме голема морална вредност и цврстина, творечка и човечка се разбира, е неговата доследност, неговата борбеност, неговата естетичка и морална истрајност да ја пронајде, да ја дефинира суштината на човекот, на човечката екзистенција, на борбите на човекот со својата околина и со својот интимен свет. Радове! Дај ми еден сладолед. Сардисана е чашијата. Бегени заргатовци. Според мене мислам дека ретко некој да создаде такви услови, да собере такви актери и таква екипа и да ти ја дае главната улога. Тоа значи дека може би ќе кажам искрено и прв пат се осетив на пиедестал. Значи дека Ацо ми беше фамилија која што ме чуваше. Снимањето течеше изванредно. Велам дека филмот изобилуваше со атмосфера, со патина на едно време, на едно историско време. Исто така сценографски многу добро обликован од Александар Карадалевски, кој исто така вложи многу голема труд во тој проект. Исто така и што и мене ми е многу лесни работата. Со Ацо сум соработувал долго години. Тој беше човек што лесно се соработуваше со него. Меѓу многуте проекти го работевме и филмот Бог да ги бие шпионите. Во тоа време немаше таква техника која што има сега, па сите работи, шумови и други работи ги правевме на старомоден начин, директно во студиото. Тој беше голем професионалец, си ја сакаше многу работата, а уедно сакаше да им помага и на сите млади, за да го научат занаетот најпрофесионално како што треба. Еден од ретките режисери кои што сакаше да се договара со актерот и ги ценеше актерите. Точно знаеше да го определи местото на актерот во неговиот проект и му даваше вистинско место без оглед на тоа дали е тоа епизода, поголема роља или главна задача. Водеше сметка за секој актер. Така да со него имав многу плодни подготовки и разговори, а беше многу чесен, што мене особено ми импонираше. Ацо Алексов на некој начин во тој период не само што доучив за
околу пишувањето на телевизиските сценарија, најповеќе дека не е се готово кога ќе го напишеш и последната верзија, него дека и во текот на самото снимање се поставуваат проблеми кои што мора и сценаристички да се решат, а не да кажеме и режисерски. Представуваше учител за мене во поглед не само на драмското творештво, туку и она што јас постојано го прашував и тој самиот ме учеше како треба да се работи. Па може би јас сум имал една срекна околност што сум на некој начин бил меѓу првите во телевизија Скопје и како луѓето доваѓале, прво да зборувам за моите соработници кои ми биле најблиски, како доваѓале, полека сите ми го откривале карактерот, така да јас многу лесно соработував со сите, затоа што сите однапред знаеа каков карактер сум јас. Јас ги откривав нивните карактери. На некој се лутав, на некој попуштав, некој мене ми попуштава. Во секој случај не можем, после 32-3 години, да се пожелам на некој човек во телевизија Скопје дека не сум соработувал добро со него. А што се однесува до луѓето кои излегувале пред камерата, додека сум бил јас зад камерата, не се работи само за артистите, затоа што јас нема пејач што не поминал низ моето око, да не зборуваме за други емисии. Меѓутоа, скоро еден многу голем број на артисти, од најстарите до најмладите, поминале, така да се каже, низ тие играни проекти кои сум ги работел јас. Посебно не би сакал никого да издвојувам, затоа што со сите добро сум се работувал. Меѓутоа би сакал само за еден спомен, ако може да видиме една одломка од Парадоксот на Диоген и да го видиме нашиот прекрасен артист кој веќе го нема, Ристо Шишков. Кога ви ке вековте без чукање, дозволете ми да бидам вулгарен. Одете си, ве молам. Сакам да се простам со Борика пред да ме затворат. Грешиш, момче. Грешиш. Подобро ќе беше да се прости со женати, а не... Брашко, речи ми те молам што се случило. Лигав, полжав, гази преко едно цвете. Не си прав. Професорот Кондарко му е другар на татко ми. Тоа не го реков за него, девојко. Тоа е само една мала кукла на мојот директор. Тоа го реков за мене. И за мене. Борика. Да. Никогаш не сум ти кажал, а постојано мислам на тоа. На што? Зошто ти свети така косата? Како? Како метал, како челик. Како е пак сега тоа градежничко ласкање? И виткава си како змија. Очите ти се кристално црни и влажни. И светликави. Зошто си секогаш тажна? Тоа веќе не го разбирам. Се спомнуваш ли кога се капевме на изворите на Љубљаница? Сеги, ти си принцеза. Најубавото цвеќе од оваа ливада сега расте на твојата коса. Заедно со твоите очи. За мене ли ги береш овие цветчиња? Па за кого друг? Сеги, ти си ливада. Јас ливар. Па зар ти личам јас на ливар?
Добре, сакав да кажам дека си убава од сите цвеќиња на оваа лива. Ама се сплетка. Почекај, ќе измислам нешто тука. Дека ти измислуваш, јас ќе трчам. Телевизијата као појам не е уметност. Телевизијата као програма телевизијска, не е цела телевизијска програма уметност. Меѓутоа, тој мал екран има многу од својата програма која носи уметничка содржина која работиме ние режисерите. Така да не може да се каже дека режисерот во телевизија не е уметник како што е уметник филмскиот режисер и театарскиот режисер. Ali може да кажем дека кога сам се осеќал најкомотен, најсигурен, то е на то визуално-ликовно поле, тоа ми е соработката со Менди Ивановски, кога сум имал, и се разбира, мора да го спомнам академикот Димитар Кондовски, кога на вистина во црно-белата телевизија македонска откривавме работи кои на ЈРТ се уште не беа откриени. Пред се би рекол за неговата човечност. Се сеќавам како млади сниматели, не само јас и колегите, он беше директор на таа реализација. Не собра еден ден во канцеларија кај него, вика, деца, вие, вика, школа немате. Немаме, средно имаме. Него вика да ве пратам вас на академија, како ќе не пратиш. Така, вика, ќе издействувам, колку сте вие, 7 деца, 7. И што не го направил никогаш до тогаш во македонска телевизија, не прати во Белград, не прати на студии да се дошколуваме. Режисер кој што беше едуциран, спремен и знаеше толку многу да секој голем настан кој што требаше да се направи, он беше назначен како лидер на екипата, знаеше од сите аспекти да му приде на решавање на проблемот. Македонија! Сметам дека до сега секој пат сум бил зафатен, не можам да кажам дека сум бил без работа. Меѓутоа, најтешко не само на мене као режисер, него на сите као Дамаклов меч ни стои новогодишната програма. Најтешко, бар до сега беше, да ги задоволиме вкусовите на нашиот народ, да има добра новогодишна програма, не само оде, ти се кажете дека ги менуваме програмите со Југославија, па тука се техничиме, па не смеевме да бидеме испод нивото на Белград, Загреб, затоа што ја брукавме нацијата и така да тога ми било најтешко, а да ви кажам право е сега веќе 2 години, 3 година. Не работам на тие емисии, многу ми болесно. Новогодишната програма е една од најпредизвикувачките програми во македонската телевизија и општо во сите телевизии. И секогаш кога се работи на новогодишна програма е гужва и се брка времето. Една од случките која многу често се спомнува во македонската телевизија е во врска со една новогодишна емисија што татко ми ја правел на времето. И во тој цајтнот успеале да направат емисијата во 5 до 12 што се вели и татко ми среќен и весел готовата лента со направената емисија ја дал на својот асистент и му кажал повели со надеж дека асистентот ќе однесе таа лента во програма. Му кажал повели и сега гледа и избриши ја. После некој време доаѓа асистентот кај татко ми и му вели, друже Ацо, работата е завршена. О, добро е, браво, секоја чест. Лентата е избришана и дали имате уште нешто што треба да завршам за вас? Како е избришана оваа лента? И тука настанал еден хаос. Значи, си имавме работа тогаш со еден асистент кој буквално ги сваќал работите. Таа работа, бришење на магнитниот запис на емисијата, ја завршил во еден потек на ова машинче, кој од камено доба, и уште си постои во телевизија и ќе си постои додека постои куќа.
Селективна театрографија. Заточениците од Алтона 1965. 6 лица го бараат авторот 1974. Свет 1976. Вообразен болен 1977. Магаре 1979. Ханка 1981 и Борец и победник 1982. Зла жена 1984. Чешел 1985. Белото циганче 1989. Женитба 1994. Диви 2001. Кумановска свадба 2001. Ќе остане за секогаш енигма зошто првиот единствено дипломиран актер од Македонија на Театарската академија во Белград не беше примен во Македонскиот народен театар. Едноставно мене во Македонскиот народен театар во Скопје, иако бев јас единиот високо образован артист со соодветна академија, мене во театарот не ме примија. Односно ми поставија еден услов кој е невозможен, да седам во театарот 4 години, толку колку што сум студирал во Белград, да седам ништо да не работам, за да го искоренат сето оно лошо што сум го научил во Белград, за да би можел да почнем повторно. А бидејќи ја им кажа дека ја имам амбиции да режирам и сакам да бидам асистент за тоа време, исто и тоа ми беше ускратено. Требаше 4 години да седам покрај тие доаените. Јас на тоа не се сложив, се вратив во Струмица и ако и ден денеска се смета дека Струмица е на некој начин провинција, јас сам сакам уште ово да кажам. Пред да дојдам во Белград, од Белград, јас имав ангажман во Народно позориште во Белград, меѓутоа таа мисла со која отидов во Белград, таа иста мисла во мене тлееше цело време да се вратам назад. А дали е Струмица провинција или Скопје провинција, ја не правев многу голема разлика, ја не правам разлика. Навистина беше извореден човек, извореден режисер и многу ни беше драго кога работевме со него. Со душа го чекавме да дојде. Беше близок, беше присен со артистите и пред да се почнат пробите, секогаш имавме вака на маса разговори. Ние, како театар, секоја година во декември месец одевме во Белград по 6 до 7 дена и таму гледавме представи по 7, по 8 представи. Бевме во Југословенско драмско позориште, во Народно позориште, во Ателје 212 и така натаму. Од таму ништо тој не копираше, него само главо, тој што ќе го намисли и така го правеше тоа кога ќе режираше кај нас представа. И Ацо дојде дома кај нас, кај мајка ми, татко ми дома и ми вика, ќе се врнеш у театарот. Викам, не знам, некои луѓе ме повредија таму и не ми се иде в тоа. И вика, ќе играш Ана Франк, сегута, и на тие некои тука што беа нешто, не знам од кој причини против мене, и он им вика, он кажало ти треба да режира тука Ана Франк, ама ако не е Зора, вика тука, и јас Ана Франк ќе режирам во Штипскиот театар. И после, не знам како се случи, што стварно многу сум му благодарна. Он е најмногу виновен што јас останав во театарот тука. Несебично се даваше. Ретко кој режисер така работи подеднакво со сите актери, особено со младите. Многу можеше да се научи од него. Јас му паметам Ацо Алексов како перфекциониста. Тој не дозволуваше, ама
драперите странични на сцената, колисите на сцената да затреперат додека актерот игра настана. Значи, тој ја бараше најсовршената линија на актерското играње. Најсовршениот пристап. Го бараше она што актерот навистина може и во дадени ситуации не можеше да го долови, но тој со неговата умешност, со неговиот пристап, со неговиот однос, иако ние имавме многу пати конфликти токму поради овие работи, знаеше да го извлече максимумот од акторот. И ми се чини дека поголем педагог, според мене, не постои, затоа што тој знае да работи со актерите, а тоа е многу важно, да знаеш со акторот да работиш, да не го оставиш акторот сам на себе. И овде не треба него сигурно и моите постари колеги, и оние помладите кои имаат, барем ако не повеќе еднаш заиграно во некоја представа во режија на Ацо Алексов, треба да бидат благодарни затоа што, ќе спомнам уште еднаш, ќе кажем, таков педагог ретко се раѓа. Иако знаеше да вика, беше строг, не попушташе и на некој начин акторот го тераше до максимум. Кога ќе дојдеше да работи кај нас, батко Ацо, секогаш му бев јас како десна рака. Зошто? Дали беше тоа